Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. В името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Бог се јави. Вистина се јави. Бог се јави. Вистина се јави. Бог се јави. Вистина се јави. Најмили мои во Христа, Господа, крстениот во водите јордански, кој што, крштевајќи се, поминувајќи низ водите и проникнат од Духот Свет, ни препорача да се откаже од старозаветниот закон за обрезание, бидејќи со отсекувањето на на телото, ќе се доаѓа до чистотата на природата на човекот и неговата личност. Туку преку обрезанието на срцето свое, а ножот на обрезување е Духот Свет, а тоа што се обрезува е гревот наш, сите наши животни промашувања, безцелност и безсмисленост. Денеска Светата Црква Божија го слави човекот што во реката Јордан го крсти Христа Господ. Светиот пророк продром и крстител Христоф Јован. За неговото житие сите ние знаеме, особено со житието на денесоавениот пророк, претеча и крстител Јован се бавиме на Иван ден, на денот кога тој е роден. Но денеска сметам дека треба нашето внимание да го задржиме на 3 моменти од денес читаното евангелско четиво во слава на светиот Јован, пророк, претеча и крстител. На самиот почеток, светиот евангелист Јован не соочува со фактот дека при првата средба на светиот Јован, продром и пророк, со Христа Господа, свети Јован во Христа го позна Христос, Месија, Спасителот на човекот и на светот, и на сите околу себе им објави дека е тој со прекрасните зборови. Еве го јагнето, што го ги зеде гревовите на светот врз себе. Тоа се првите зборови што свети Јован ги кажа за Христа Господа. А потоа свети Јован зборуваше во енигма, прилично загадочно за оние кои што не ја познаваат свештената историја, но и свештената теолошка мисла на црквата. Ово е тој за кој што зборував дека му подготвувам пат, а е постар од мене, а е пред мене. Како е тоа можно? Ако ни судиме и на Христос, и на свети Јован, според нивната човечка природа,
според законитостите што владеат со истата таа природа на биолошки и физиолошки план. Сите знаеме дека Свети Јован е постар од Христос за 6 месеци. Тогаш како е можно? Тој за кој што знаеме дека е помалечок 6 месеци, е предпостариот свој брат во троичниот Бог. Свети Јован, кога ги кажа овие зборови, го знаеше тоа што никој од луѓето не го знае. Тој знаеше дека Христос како човек е помлад од него, ама Христос како Бог е предвечен. И во таа смисла не си дозволи себе си да се споредува со Христос. Во таа смисла, вчера, ако се сеќавате, истиот Свети Јован на Христа му кажа: ти доаѓаш јас тебе да те крстам. Та зарем не сум јас тој што од тебе треба да биде крстен? Јас кој што не сум и достоен да ги одврзам ремењата од обувките твои. А Христос го соочи со домостројот Господен, со планот Божи за спасението на човекот и светот. После што Свети Јован воопшто не се двоумеше, знаеше дека треба да го исполни секој збор, секоја мисла, секој барање што Христос ќе го испорача од него. И најпосле, по истото денешна евангелска перикопа на евангелистот и апостолот Јован, се набележува уште една голема вистина врзана за Свети Јован, пророк претеча и крст. Јас крштевам со вода, а Христос е тој што ќе крштева со Дух Свети. Затоа што значи крштевањето со вода и Дух Свети, ми се чини дека во вчерашната беседа зборувавме доволно, иако никогаш доста не да се зборува за тајните што го надвишува умот човечки. Како резиме на се што денеска чувме, можеме да кажеме дека Свети Јован е несогледливо голема личност. Најголем маж роден од утробата на мајката своја во историјата на човештво. Богородица мајка го држи првото место. И ако забележувате на композицијата Деисис, која што може да се преведе со молитва, од десната страна на Христос стои Богомајка, молитвено свртена кон својот Син, нашиот Бог и Спасител Иисус Христос, за да испроси од Него спасение за сите луѓе и за сиот свет. А од левата страна на Христос е светиот претеча, пророк и крстител Христов, Јован. Таа е хиерархијата на личности според вредноста, безкрајно почитувана од Светата Црква Божја. А таа сме ние, браќа и сестри, а не камењата. Ние, светите храмови се место каде што се собира живата Црква Божја.
Bestovna zajednička, slobodna molitva. Gospod milosti, da gi blagoslovi site braći i sestri naši, što go nosat imeto na dene slavenio krstitel Hristov Jovan, i da gi blagoslovi semenite ogništa, koji što dnešnjov den go zemat kako pokrov i zaštita na svata semejna zajednica. Takvite gi ima mnogo. Go molam sveti od preteča da im bide molitven zakrilnik, pokrovitel pred Gospoda i da isprosu vas svi koje spasitelno dobro vo životite na tije čudesni braće i sestri naši imenuvani so njegovo to ime i domolite što njego si go zele za zaštita od napadite na nečistite sili i sve koje drugo zlo kakvo i daje što je napadja čistotata od prirodata na čovjek od sozdadena od Boga. Amin. Za Bogu Gospod. Sestri pravi, Bog se javi. Istina se javi.